последното остварување на Милчо Манчевски, кој ни удостои со неговото присуство овде, ќе молам да уште еден аплауз. Верувам дека не треба посебно да го представуваме денешниот гости, значи ќе ми дозволите 2-3 збора пред да не поставиме неколку прашања. Без сомнение, најпознатото име на македонската кинематографија во меѓународни рамки. Единствен македонски режисер, филмски уметник што добил Златен лав на најстариот филмски фестивал во светот на во Венеција. За помладите ќе потсетам дека тоа беше за филмот Пред дождот, 1994 година. Единствен режисер што бил во конкуренција за Оскар за најдобар филм на неанглиско говорно подрачје, значи повторно за Пред дождот, меѓу тие 5 номинирани филмови. Се разбира, зборуваме за играните филмови, имало случај 2 документарни македонски филма да се во таа конкуренција, но само еден игран филм, тоа е повторно Пред дождот, 1995 година. Единствен македонски режисер што имал чест да го отвори Венецискиот фестивал со филмот Прашина, 2001 година. А со филмот Кајмак, како Лео Меси на ова светско првенство што измина во Катар, ќе обори рекордите и по бројот на реализирани филмови. Значи, до сега Бранко Капо имаше 6 филма, Столе Попов има 5 филма, зборуваме се разбира за долгометражни играни филмови, не за документарни и за кратки. Тука опасно се приближува една дама, Теона Митевска со 6 филма и Милчо Манчевски, единствениот македонски режисер што има реализирано 7 целовечерни играни документарни филмови. Кајмак е последниот, го видовме сите. Јас и режисерот се разбира и пред оваа прилика разговаравме за филмот и едно од прашањата се разбира беше поврзано со насловот на филмот Кајмак, бидејќи името насловот Кајмак одеше и во меѓународна дистрибуција, значи не беше преведено, така што и во Америка го гледаа по тој теми. И го прашав режисерот тогаш, ќе го прашам и сега повторно. Значи, ако врба беше метафора за неплодноста, за дрво што не може да донесе плод, значи тоа е метафора Кајмак. Дали е тоа евентуално метафора на спермата, без која не може да се случи мајчинството? Како што ти одговорив пред некој ден, не сум помислил на тоа, ама одличен одговор е, така да всеки си го присвоим ако сме. Идејата беше, значи, насловите интуитивно ми доаѓаат, осеќам како и многу работи во моето творештво. Значи, не работам по агенда, туку работам по интуиција и на тоа се надоврзува искуство и уште 2-3 елементи. Така да во ниеден момент тоа не беше сега Кајмак ќе значи ова. Меѓутоа таа интуиција обично е водена од нешто рационално, иако интуиција. Во случајов еднаш кога ќе седнам и ќе го анализирам, Кајмак е најубавото од нешто, кремот. И во еден момент некој го беше превел као cream за меѓународна дистрибуција и иако е соодветен, не е тоа. Така да и замолив да остане како Кајмак и нека биде еден нов збор за тие што не го знаат, како што на времето не знае што значи ити или кагемуша или рашумон. Кајмак е најубавото од нешто, нели, кајмакот на кафето, кајмакот го собира кајмакот. И ова е приказка за луѓе кои се обидуваат да го изживеат најубавото од тоа што животот им го поружи. Значи да си најдат парче среќа, да си најдат парче кајмак. Така, друга неизбежно прашање е прашањето за односот кон мајчинството. Значи, последниве и во другите твои, во раните твои филмови, мајчинството игра некаква влога, но последниве 3 филма, оваа трилогија, во Мајки, во Врба и во Кајмак, тоа е доминантна тема, може да се каже. Овде се разбира станува збор за сурогат мајчинство. И во Бикини Муна. И во Бикини Муна. Сличен одговорот, значи апсолутно е темата е присутна, ја има и во Прашина, ја има
И во преддождот, во ниеден момент не беше намерно планирано. Јас прифаќам се како аматерска психоанализа тука. Мислам дека механизмот, процесот беше следен. Кога правиш приказка, кога раскажуваш приказка, ги бараш драматичните моменти. Убиство, крај на живот, умирање. Или зачнување, почеток на живот се секако многу драматични. И еве, да кажеме дека овие филмови кои зборуваат за мајчинството се една контратежа на сите тие милиони убиства што ги гледаме на филм. Так, уште едно што мене ми беше милости голем впечаток гледајќи го Кајмак, покрај квалитетот на режијата кој е несомнен, квалитетот на фотографијата, зашто е заслужен данскиот директор на фотографија, особено беше впечатлива актерската игра. Значи, како режисер успеавте да извлечете од актери кои сме ги гледали во други роли, значи многу повеќе од она што сме навикнали на нив. Тука се и вашите постојани кредити, да речеме Канка Тоциновска и Сара Климовска, кои наистина оствари изгодни роли. Певнически. Дефинитивно, да. И Микич и целата екипа, значи посветувате многу внимание на работата со актерите, подготовки и слично. Овие актери изгледаат како да се создадени токму за ролите што им беа доделени. Мислам, прво, ние имаме стварно одлични глумци, глумци на светско ниво. И мислам, ако седнеш и убаво бираш, најдеш соодветни глумци за соодветните улоги и ако работите на тоа, они можат наши глумци, некои наши глумци, голем број наши глумци може да дадат изузетни, исклучителни роли, да направат на светско ниво, перформанси на светско ниво. Во случајов, не само во овој случај, секогаш правам многу долг процес на кастинг, во случајов, мислам дека скоро 6 месеци барав. И тоа пробувавме луѓе за еден лик, па истиот глумец за друг лик, па да видиме енергијата како се слага, па потоа дали се слагат со партнерите со кои би работеле во тие сцени. Некои ликови ги кастингот го завршивме многу брзо, за некои дури до крај, до пред почеток на снимање работевме и после имавме многу долг процес на проби. И пробите ми се многу важни, многу драги, значи заедно со снимањето и монтажата ми се еден од трите најважни и најубави делови од правењето филм. Меѓу другото и затоа што се абстрактни. Снимањето е многу конкретно и за мене здодевно. А овие се прилично абстрактни и со мали потези можеш да направиш голема промена во крајниот резултат. Секогаш пробаме по 3 недели за еден филм, за еден игран филм. Само за Бикини Бун исто така имавме 3 недели, ама работата ја завршивме побрзо. И работиме полека, сцена по сцена, само со глумците и со вториот асистент по монтажа и евентуално по режија и евентуално со скриптерката, така да завлегуваме не само во сценариото, туку многу поважно во мотивацијата на ликовите, во зошто тие луѓе на платното го прават тоа што го прават. Како е мотивирано тоа што го кажуваат и тоа што го прават. И ако убаво го измотивираш, и се разбира тука има измени, има објаснувања, има понекогаш промени во текстот, промени во сценариото, ако убаво го измотивираш, тогаш држи филмот. Ако не, тоа е само приказка која ќе помине, може ќе те насмеи и после ќе ја заборавиш. Овде имавме таа среќа, прво со Бил Канчевска, кастинг директорот, да одбереме стварно фантастични глумци и потоа имавме доволно време, тоа убаво да го пробаме. Така да кога дојде време за снимање, ние уствари само го тоа на Бергман што го вика пробите се креација, а снимањето е рекреација. Значи го креираш одново, не дека се рекреираш. И процесот после на снимање беше релативно брз затоа што бевме веќе подготвени. Ама најважно беше што се глумци на светско ниво.
Така да, што јас го знам, Сара Климовска беше планирана за некоја друга роља, меѓутоа на некој начин се залепи ролјата на ликот нејзин како беше. Па, јас со Сара работев претходно на Врба и на една реклама, многу мало, мислам, појавување од 2 секунди на платно, ама знам, мислам, заклучив дека е исклучително талентиран глумец, можда еден од 3 најталентирани глумци со кои било кога сум работел. И знаев дека доколку се погоди енергијата на ликот со нејзината енергија, би сакал да работи повторно на овој филм. И пробавме во еден лик, значи Сара во кастингот го спреми материјалот за еден лик, па за втор лик, па за на крај за доста. Верувам дека она доста најмногу си ја бендиси и затоа намерно најдобро ја одига во кастингот и onda мислам не можеш да се љутиш. Што на крајот на криштата и резултатот го покажува. Така, уште една работа што не може да се избегне како впечаток, барем за мене, е на некој начин сличноста на овој филм Кајмак со поетиката на големиот шпански режисер Педро Алмодовар. Значи имаме тука невообичаени љубовни врски, пресврти, она поставка, нели, пиштолот што се појавува во првата сцена, пука во последната, што е класицистичка поставка и така натаму. Се разбира, тоа влијание не е свесно и не ни очекуваме дека е така, но филмот има некакви допирни точки. Има, да, мислам, посебно вака некој кој ќе го каже и ќе го ставиш во перспектива, ќе го споредиш, апсолутно има. Има во, ја мислам, повеќе во сценаријата, одошто иако има и во режијата, ги има тие попи бои, брзо движење, ама ја не сум некој огромен љубител на Алмодовар, ама многу ги почитувам некои филмови негови, страшно многу ги почитувам и многу почитувам пишувањето него, сценаријата. Мислам дека од нешто што би било турска серија, што би било мелодрама, успеа да го претвори во прекрасен филм на крај. И има, вистина има нешто од тоа и во Кајмак. И сега ако веќе седнеш нели тоа во Холивуд ако пичуваш проект, викаш овој ќе биде као Mad Max вкрстен со Бамби. Им кажуваш како отприлike ќе изгледа. Да правевме холивудски пич, тоа би било Алмодовар се среќава со Паразит. Да, има нешто. Има и еден куп други, веројатно други претходници. Учам од се што ќе видам, се што ќе ми се случи. Некој има од претходниците од тие големи режисери? Не знам, Паразит го рековме. Не знам, Љубич може. Има поинаква е енергијата, ама мелодрамата е слична на Фасбиндер може. Филмовите на Милчо Мачевски можат да ви се допаѓаат или да не ви се допаѓаат, или како што е во мојот случај, некои филмови да ви се допаѓаат многу, некои помалку, но во секој случај Милчо Мачевски е режисер што заслужува исклучителна почит, пред се затоа што е голем уметник и ја става уметноста на прво место, значи не прави компромиси во однос на својата уметност, не прифаќа притисоци, дали се тоа од агенција за филм или од политички страни, дури напушти снимање во Холивуд пред многу години, пред 20 години, затоа што не сакаше да снима филм според нивни терк и работи филмови кои не му се допаѓаат. Од таму Кајмак е еден таков филм, а сега ќе ви го препуштам ван на милост и немилост, така што повелете, поставете некој прашање. Сакам да прашам, ако, например, направиме споредба пред дождот или со овој филм, во пред дождот сетингот е рурален, има малку и урбан сетинг, тука има малку рурален, а повеќе има урбан сетинг. Меѓутоа, темата е прилично, нели, темата е универзална, иако има доста автентичност, доста регионално и доста локално и доста нешто што е типично македонско.
мислам, јас согледувам дека темата има универзални импликации. Например, со Пред дождот успеавте да допрете до, да речеме, таа светска публика. Ме интересира како Западот го прифаќа филмот, дали успеа да го свати и какви се рецензиите и критиките на западните филмски критичари за овој филм? Тоа допрва ќе видим. Филмот за сега играше само во Македонија, играше само во Токио и во Тајпеј. Од рецензии објавена, критики, објавена една во Холивуд Репортер лоша, една во, не знам, Сине Европа ми се чини така, и во Италија сега пред 2 дена една прекрасна рецензија. Тоа ми кажуваат, ја не ги читам, во принцип не читам. Не читам критики, немам ништо ни против, ни добри, ни лоши. Така да ќе видиме како ќе го прифатат. Мислам, убаво е филм да биде прифатен, ама тоа, за мене, тоа не е вистинското мерило за такој квалитет. Како да опирате, да речеме, и таа публика, нели, по надвор од нашите граници? Ќе видиме. Ќе видиме, мислам, допрва треба да игра филмот. Он е во 23-та поканет за сега на 4 фестивали. И знаеме дека е продаден во неколку земји за кино и телевизиска дистрибуција. Така да, какви ќе бидат, што ќе бидат одговорите и реакциите, допрва ќе видиме. Мислам, мене ми е таа тема, дали е нешто локално или универзално, сакал некој, верувам на секој автор, особено ја осеќам како прашање кое сум постојано прашуван и тука и надвор. И сега имам и есеи пишувано за тоа и мала книга и да не завлегувам многу тоа. Доброто уметничко дело мислам дека функционира секаде, а е верно, значи е вистинито на просторот од кој потекнува, ама не на еден журналистички начин. Туку ја кажува својата вистина за тоа место. С други зборови треба да биде локално, и глобално и локално делото, ама за мој вкус да биде дело, а не да биде репортажа, или да биде, не знам, National Geographic, или да биде антрополошка студија или историски запис. Нема ништо лошо со тие, само тоа е нешто друго, јас со тоа не се бавам. Повелете ви. Прво да ви се заблагодарам за оваа можност, за ова искуство на 20-те на кинотека и на Билчо. И уште една работа ми помогна, непосредно пред да почне филмот ми се исклучи телефонот и не знам колку време помина, така да може да доживувам во времето во кое што пишувам некој, така да речем, гледам по друго време, за да посветено го гледам. Имам повеќе прашања се, неколку прво ќе ја например Милчо последните филми го доживам баш како скопски режисер, баш многу Скопје до ова и преку карактери и архитектонски некако, некоја микроклима скопска, колку он се доживува на моменти како скопски режисер, иако долго живее далеко или не живее тука, или пак живее тука и присутен и скопски се луѓе што се филмовите. Тоа е едно прашање. Друго, околу мајчинството, преку мајка ми имам информации, мислам дека негде си живеел на Ленинова, негде тука, не знам. Мислам дека млад си останал без родители, така не знам колку тоа исто се проверува низ филмовите, тоа некој интимно прашање, ако сакаш да говори. Друго нешто што ми се наметнува околу селото, како да живееш селото, кај се твоите спомени за селото кога го гледам, ја го гледам како веројатно тоа што било некој пред 40 години. Иако ја не го знам многу селото македонско, како го спојуваше со градот, скопските ликови, супер ги доживам така тоа што постојат, тоа што добро и сатирично ги или такви се. Селие ликовите што се во село, дали се уште постојат такви, дали црпиш нека инспирација или се присеќаш како некогаш. Мислам и у Скопје има нека носталгија што прикажуваш, или ме интересира како правиш тој процес. И уште едно само за крај. Тоа е после, тоа на крај. Така ја одговори. Добро, од почеток, дали се доживувам како скопски, па се доживувам и како скопски режисер, ама
Мислам, не сакам да мешам географија со уметност. Односно природа со општество. Во суштина, значи, убаво е ако, за мене, ако филмот или книгата или whatever, е и некој отсликување на просторот кој го зборува. Значи, дали е Reservoir Dogs, вистинско отсликување на тоа како е Лос Анџелес. Ама, ја нема да го сакам или не сакам тој филм, поради сликата што тој ја прави за Лос Анџелес, иако се фокусира, например, или Вуди Ален за Нью Йорк, или, не знам, Вуди Ален кога слика во Барцелона. И мислам дека тој обсесивен фокус со тоа како сме прикажани и дали кога идеш од овој кадар, дали е тоа можно или требало уште 30 метри пешки да идеш. Дека повеќе зборува за читачот и за анализирачот одошто за филмот. Второто прашање, да, мајка ми умре кога имав некои 6,5 години, татко ми кога имав 13,5 години. Колку тоа е отсликано во филмовите, сигурно не е намерно работено, а сигурно се што ти се случува се отсликува во делото ако е авторско дело, ако правиш холивудска конфекција, скоро и да не знаеш кој ја прави и што се отсликува, ама не знам дали вистински има големо значење, дали има поголемо значење од, например, не знам, искуството што го имав кога го доживав Станард на Полански или Амадеус. Пошто и доживување на друго уметничко дело исто така доживување. Што беше третото прашање? За селото. Ја не го знам нешто премногу било кое село. Ни македонско, ни европско, ни американско. Патувам многу, шетам по селата, ама не сум некој стручњак, ама пак ќе кажам ме интересираат луѓе. Сега тој конкретен човек може да биде на село, ќе се обидам да биде тоа верно прикажано, ама верно прикажано на светот на филмот, а не верно прикажано на, не знам, како тоа некој антрополог би сакал да го види. Иако, кога работиме, ангажираме советници и антрополози, и етнолози, и историчари, и така натаму. И последното прашање? И уште едно, значи, дека ви, така? Едно што е многу видно, обштествено, кога кажеш работам по интуиција, ама имаш и обштествена анализа и критика даваш на обштеството, тоа е јасно се гледа, тоа доаѓа од анализа, не од интуиција. Еве ни збори таа класификација на богати и сиромашни што постоеше реално, што главно скопи се избегнува, ама е реална и е баш така брутална капитализмот многу влезе тука. И убаво е прикажеш, ми се допадна тоа. Многу е својот филмот, може да се гледа од различни аспекти, не? И посебно доаѓа Аванти Пополо, кога се среќава. Не знам дали другите ја знаат песна, веројатно не знам. Нали е баш социјалистичка песна, нали? Бандера Роси, така. Било прикажува дека може и малце политички ангажиран во одредени моменти. Филмот на мене ми се допадна. Дали е таа сцена омаж на Серджо Леоне? Така е. Да, омаж на Серджо Леоне, ама ја пробувавме со вистинската музика од Добра град лош и некако беше буквално. На страна тоа што не можевме да ја платиме. И почнавме да си играме и направивме разни песни за тоа место и ова некако каде е тоа интуиција? Да, точно е, мислам, тоа не е случајно, ама не е со агенда. Значи не е со сега ќе правам филм кој што ќе ме богати и сиромашни, него додека го пишувам, викам љубовна приказна, не е доста, ајде 2 љубовни приказни. Комши, па ако се комши, зашто едните да не бидат богати, другите сиромашни? Тоа ми дава можности за други перспективи во нивниот однос. Или не. Ако не, нели ќе тргнеш по еден пат, па онда ако не идете, ќе се вратиш назад. Тоа ми е зборот, значи интуитивно е, ама не е интуитивно као не знам, кој свири Майлс Дейвис, затоа што е наративен медиум. Значи и едното и другото се присуства. И например улогата на Чоре ја доживеав како да е единствен лик што се пренесува од претходниот филм, кој беше претходниот од Врват, како тука, тамо некој што се женава да е Сакопан тука може се мајка му се една, или беше слично. Да, ова продолжуваш преку некој лик од филм. Една приватен вид за сите тие што ќе го сватат. Друго прашање? Како дојдовте
Па, тргнав од намера да правам љубовен филм за возрастни, каде што односите ќе бидат малку по комплексни, малку по комплицирани, малку по прљави и посмешни на крајот на криштата од повеќето љубовни филмови што ни се нудат. Затоа што мислам дека во тоа какви љубовни филмови ни се нудат, посебно од Холивуд, има страшно многу, за мој вкус, демагогија. Boy Meets Girl, Boy Loses Girl, Boy Gets Girl и така долго и среќа. Значи, тоа беше првата намера и тргнав од тоа кои се нестандардните ситуации кои можат да произлезат од тоа, без да ги судам. И се надевам дека тоа се гледа, дека скоро се, освен тој монструозен чин што го прави Ева кон Доста, или Ева и Методи кон Доста, дека тоа е окей, whatever rings your bell. Ситуацијата горе меѓу Ева, Доста и Методи е базирана на вистинска случка, што ми ја раскаже една пријателка пред многу години, а ситуацијата доле е иницијално инспирирана, ама во меѓувреме толку многу се промени да веќе нема никаква врска со иницијалната инспирација од една ситуација во еден од романите на Кундера. И сега тоа е еднаш кој ќе седнеш, па си играш, па расте приказката, па си наоѓа нови валенции, па си бара еден крај, па долго време сакав да останат само паралелни, некако аскетски. Цело време да очекуваш дека ќе се спојат, а да не се спојат, на крај решив дека сепак треба да има физичко спојување, затоа што ако тргнуваме од пикавецот што паѓа доле, пикавецот мора да се врати горе. И така. Пикавецот што се врати беше куршумот, значи, што ја погоди Ева, на некој начин јас се окруживте со елипсата приказна, да кажем. И на некој начин тој духовен аспект на филмот, значи, заради гревот следуваше казна. Заради пикавецот. Гревот на пикавец. Так, друг некој со прашање? Гледам студенти да го искористиме искуството на режисер. Повелете. Добре вечер. Ето би имало прашање. Што би препорачале на младите режисери, се монтажери, камермани, било што, некој совет? Снимајте што повеќе. Значи, што помалку зборување за тоа што ќе снимам, а што повеќе снимање, мислам, ова звучи вака флипант, ама не е. Значи, може да се снима, ја на моите студенти им давам секоја недела да работат по едно филмче од 2 минути. Тоа може да биде етида, може да биде абстрактен филм, може да биде, не знам, се концентрираме само на крупните планови околу оваа столица и што тоа ќе ми раскаже. Сакам да кажам дека занаетот се учи, се усовршува и талентот испливува само со правење, со работење, со што повеќе снимање. И сега, нели, ако имаш идеја за голем филм и за тоа ти треба и организацијата, требаат пари, good luck. Тоа е, мислам, сите ја знаеме таа борба каква е и немојте да мислите дека мене ми е многу попријатно или полесно. Ама одговорот е, наместо многу зборување за тоа што ќе правам или што би направил кога би можел, најди начин да го направиш, најди начин да правиш макар мали работи. И ако се бавиш наративен филм, без оглед на тоа дали е долгометражен или краткометражен, има и приказки. Значи има и сценарија, ако не те бива за пишување, уиди се со некој што знае да пишува, со сценарист, со драматург, купи расказ, купи стрип, затоа што без тоа немаш филм и добар материјал многу тешко може да се упропасти, а од лош материјал многу тешко може да се направи добар филм. Го спомнате рецензијата во Hollywood Reporter, што не очекува дека ќе кажете негативна рецензија,
која го величаше пред дождот, а даде негативни критики на Кајмак. Во некој друго интервју прочитав дека следниот филм ќе биде уште поголем експеримент и со формата и со содржината. Па на тој пат е. И со формата, и содржината, и начинот на кој ќе се работи. Ќе видиме, да, мислам, во радови у току. Уште некој прашање? Тоа е. Благодарно за оваа Да, ми се да благодарим.